Среде престолнината на Хабсбурговците, Паносовиот наследник на Александар Велики обелодени неверојатна вистина за тоа како Обединетото кралство во наше име, а за нивна сметка, ни го отстапиле своето столче за неважната тркалезна маса на стариот континент. Еве Британија па и ослободи место, за да можеме и да заземеме место во Европската унија. Овој уникатен акт е толку вистинит колку што се и тврдењата дека никој никаде не смел да чепка во платата на еден јавен функционер, па макар тој се представувал и како наследник на јустиција од прв ред. Апсолутно не е по бон тон да се поставува тоа прашање, но секоја одговорна дама избрана од граѓаните не сме и не може да крие колку пари тие и даваат за таа да може да си ја врши работата. Во светот никој не знае колку предмет палата има обвинител и судија. Тоа е основно културно барање дека не смее никој да знае. Ако не е воспитано да се прашува за платата, тогаш е пристојно да се праша докаде е работата со оној што не делава остана без нея. Одговор дава неговиот наследник кој потврдува дека тој не заменал затоа што бил гонет и осуден, туку поради болji живот, најавувајќи дека тој, ако дојде на власт, ќе најде начин да си го врати својот колега. Па јас само знам неколку мои колеги оваа година кои што ја напуштија Република Македонија во потрага по подобар живот, луѓе кои што не се бора за екзистенција и тука фино живеа во МРО-ДПМН со фер понуда, ќе понуди решенија и тие кои што ја напуштија Македонија да се вратат назад. Така веројатно и ќе биде и очекувањата дека ќе се случи тоа без кое нема мир, падна пред Врховниот суд. Меѓусебното спокојство на политичките елити е поважно од неа. Тоа се преточува во смислени одлуки, со кои таа во целост се обесмислува. Постои пакт на ненапаѓање и недопирливост. Никогаш тие едни не одат едни против други. Само се дига фама, сите губат избори заради корупција, другите добиваат поради ветување дека ќе прават нешто, меѓутоа никој ништо не прави. Може би затоа на сите што се вклучени во тоа неправење еднаш за секогаш треба јасно да им се напомене каде им е местото. Со обраќање од кое ќе разберат дека ја претерале и дека навистина треба да бидат замолчани. Затоа што си го кажале последниот збор. Полека море, аман, човече Божи сега. Кажавте што имате да кажете. Па полека, затоа викам. Излезете си надвор. И на крајот, неразбирливото зборување тогаш нема да може да биде користено како оправдување. Унапред се извинјавам ако погрешим неке речи, причам тако југословенски есперанто, затоа што тоа е филинг, тоа е осеќај. И неки пут, гледате, ја користим енглески зборова, затоа што не постои соодветни превод. Who cares? Луѓе се практични. Луѓето се навистина практични и не им е важно на кој јазик зборуваат политичарите, но се загрижени кога нив се помалку ги разбираат.